Десетици луѓе се собраа пред резиденцијата на уругвајскиот амбасадор во Лима, откако поранешниот перуански председател Алан Гарсија побара азил во амбасадата. Некои од насобраните го поддржуваа, а други протестираа против него. Судот во Лима му забрани на Гарсија да напушти земјата во наредните 18 месеци, додека трае истрагата за наводите дека примил мито од бразилската градежна компанија Одебрехт. De pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Y entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. Генералниот секретар на партијата АПРА, Бењино Чиринос, пак изјави. El presidente García ha tomado la decisión de asilarse en la embajada de Uruguay porque esta semana, en base a un circo no democrático montado por el fiscal, nos habían ya informado que la intención era apresarlo, a pesar que él ha asistido 44 veces a todas las citaciones. En ese sentido, el que se lo quiera apresar sin siquiera ninguna prueba no garantiza ni su integridad ni su libertad. Компанијата Одебрехт призна дека дала скоро 800 милиони долари мито на официјални представници низ Латинска Америка за да добие големи инфраструктурни проекти. Поради овој скандал се опсени многу политичари, највеќе во Бразил и Перу. Гарсија, кој претежно престојува во Шпанија, пристигна во Лима во минатиот четврток да сведочи во случајот пред обвинител, кој пак го одложил до речиштето и побарал да му се забрани на поранешниот председател да замине. Гарсија на два пати беше председател на Перу, од 1985 до 1990 и од 2006 до 2011 година.